Од првата одлука до сега се донесени само 3 одлуки за донација, кои точно е дека се класифицирани од безбедносни причини и тие содржат натре детали нормално што и како вид на опрема и во која количина се донира. Од првата одлука кога ја донесе владата на својата седница на предлог на Министерството за одбрана, во јавноста беше искомуницирано и соопштено дека носиме одлука за донација и во сите 3 случаи се следеше тој пример, при тоа што информацијата која што беше споделена транспарентно со јавноста е дека донесовме одлука за донација на воена опрема и вооружување за потребите на украинската армија. Детали не беа соопштени од безбедносни причини, но тоа не значи дека кога ќе направиме проценка дека не постои никаков безбедносен ризик, тие 3 одлуки ќе бидат соодветно декласифицирани и јавноста апсолутно ќе знае точно што во која количина и каков вид на опрема и вооружување сме донирале кон Украина. Одлуката која што околу разните коментари и спекулации кои настанаа, ќе ми дозволите само да додадам дека одлуката која ја донесе владата апсолутно представува одлука на суверена и самостојна држава, без оглед на тоа што сме членка на НАТО и сме дел од колективниот систем на безбедност, но владата сметаше дека во услови кога една друга суверена, независна и самостојна држава Украина е нападната, треба да помогнеме водејќи се од општите принципи на самостојност. Од тие причини мотивирани ја донесовме одлуката за поддршка, воена поддршка на Украина во опрема, се разбира и во здружување, затоа што Украина е државата која што беше нападната и која што се брани од агресија.